Министерот за здравство Венко Филипче неодамна најави дека и кај нас се очекува да се заострат мерките за невакцинираните, со што наместо една доза за влез во угостителски објекти и затворени трговски центри ќе биде потребен доказ за примени 2 дози. Според најновите информации пак од Комисијата за заразни болести како и Министерството за здравство, за сега не планираат нови рестрикции, што се однесува заштитата од ширење на вирусот COVID-19. Ги прашавме граѓаните што тие мислат за сегашните мерки и дали треба да се донесат нови рестриктивни мерки. Според последните податоци, веќе ревакцинирани се 44% од полнолетното население. Дали вие сте вакцинирани? Не сум јас вакциниран. Рачунам да се вакцинирам кога одам за Германија пред децата и затоа рачунам сад пред нова година ќе се вакцинирам и ќе одам за Германија. Околу 500 души веќе има и со трета доза. Дали вие, доколку се вакцинирате, би примале и трета доза? Би примал и трета доза, да. Не сум уште. Планирате ли да се вакцинирате? Да, планирам, да. Доколку веќе се вакцинирате, дали би примиле и трета доза? Затоа што веќе околу 500 души има на ниво на цела Македонија и со трета доза. За трета доза не сум размислила, може да примам. Јас сум вакциниран. Вие сте вакцинирани. Дали би примиле и трета доза? Доколку? Па би примил. Во интерес на здравјето. Опфатот со вакцинација со една доза вакцина на полнолетната популација во земјава е 47%, а со 2 дози опфатени се 44% од граѓаните над 18 години. Според бројот на аплицирани вакцини, 38% од целата популација во нашата земја е вакцинирана, а 35% од популацијата во државата примила 2 дози вакцина. Инаку во последните 24 часа во Струмица има нови 11 заболени од COVID-19, во Гевгелија 6, Валандово 5, Богданци 1 и Радовиш 4 ново заболени лица. Вкупната бројка на ковид диагностицирани лица во нашата земја од почетокот на епидемијата изнесува 194.231, бројката на оздравени пациенти е 176.807, на починати е 6.799, а бројот на активни случаи изнесува 10.625, од кои 5.076 се во Скопје.